Почитувани дами и господа, почитувани сограѓани и гости, почитувани присутни, добар ден и добре дојдовте на свечената седница на Советот на општина Неготино, која традиционално се одржува по повод празникот на општината 8 ноември, денот на ослободувањето на градот. Во име на општина Неготино ви благодарам за вашето присуство и одвоеното време да ја проследите свечената седница по повод 74 годишнината од ослободувањето на нашиот град. На почетокот, химната на Република Македонија во изведба на сопранот Кристина Палија. Го повикувам председателот на Советот на општина Неготино, господинот Диме Витанов, да ја отвори свечената седница и да ги поздрави присутните гости. Повелете. Почитувани сограѓани, почитувани гости, добар ден. Ми представува посебна чест и задоволство да ја отварам свечената седница на Советот на општина Неготино по повод 74 години слободно Неготино. И во оваа прилика дозволете ми да ги поздравам присутните на денешната свечена седница. Го поздравувам градоначалникот на општина Неготино господин Тони Делков, членовите на Советот и општинската администрација. Го поздравувам заменик министерот за локална самоуправа господин Дејан Павлевски и другите представници на извршната власт во Република Македонија, актуелните пратеници во парламентот Ристе Ташев и Павлинка Честојнова. Го поздравувам директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој господин Никол Чебабовски и други вршители на јавни функции во институциите и установите во општина Неготино. Ги поздравувам поранешните председатели и градоначалници на општина Неготино и поранешните пратеници од нашата општина во Републичкиот парламент. Ги поздравувам градоначалниците од соседните општини и представниците на центарот на Вардарски плански регион. Ги поздравувам членовите на општинската боречка организација на Сојузот на борците од НОПОД Неготино, продолжувачите на нивните дела, членовите на семејствата на паднатите и починатите борци, како и загинатите бранители на Република Македонија. Ги поздравувам представниците на Македонската православна црква, на полицијската станица Неготино и ермијскиот полигон Криволак и представниците на стопанството и граѓанскиот сектор во општина Неготино.
Посебно ја поздравувам делегацијата на нашето братимено Попово од Република Бугарија. Ве поздравувам и ве се заблагодарувам на сите останати гости кои со вашето присуство ја збогативте нашата денешна седница. Почитувани присутни, предлагам со едноминутно молчење да им одадеме почит на сите загинати борци во НОБ, починатите борци, лицата кои ги изгубија животите во војните и на поранешните ју простори, како и на загинатите бранители во војниот конфликт во Македонија од 2001 година. Слава им! Драги сограѓани, почитувани гости, го поканувам градоначалникот на општина Неготино, господинот Тони Делков, да ви се обрати со пригоден говор по повод денот на ослободувањето на Неготино 8 ноември. Повелете, градоначалник. Почитувани гости, почитувани присутни, почитувани сограѓани на општина Неготино. Дозволете ми најпрво да ви посакам добре дојде на денешнава свечена седница по повод 8 ноември, денот на ослободувањето на Неготино. Ве поздравувам и истовремено ви го честитам големиот христијански празник 8 ноември, ден Митродан. Ви благодарам на сите кои не почестивте со вашето присуство денес. Заедно да го одбележиме овој за нас важен датум. 74 години Неготино слободно живее. 74 години Неготино расте, се развива, доживува напредок, обстојува. 74 години се години во кои многу генерации твореа и творат давајќи го најдоброто од себе за овој град. Една година, како градоначалник на општина Неготино, имам можност и директно да го дадам својот придонес за доброто на градот и на целата општина. Со сиот мој ангажман можам и директно да го дадам својот придонес за доброто на градот и на целата општина. Неготино се чувствува подобро. Во Неготино создаваме услови за подобар живот на сите. Денес, првенствено, сакам целата моја должна почит да им ја одадам на борците кои се починати и кои ги дадаа своите животи за денешно Неготино. Но исто така, благодарност и почит упатувам и до семејствата на борците од НОБ, кои се денес со нас и со кои го чествуваме овој голем празник. Денешниот ден одаваме почит, а и секогаш со нас се сечевањата на нашите сограѓани и херои кои загинаа во војната во поранешна Југославија, како и за време на војниот конфликт во Република Македонија. Секогаш истрајни и неуморни во своите активности се и продолжувачите на делата на борците од НОБ, преку организацијата на Сојузот на борците во Неготино, кои денес се со нас во одбележувањето на овој ден, и затоа упатувам голема благодарност до нив. Преку нив активностите продолжуваат да ги негуваат традициите и редовно да не подсетуваат дека овој град има своја историја поврзана со луѓето, настаните, минатото на нашиот град. Заедно со нив во текот на годинава заеднички одбележавме неколку годишнини настани поврзани со историјата на Неготино, кои уште еднаш не подсетија на храбрите подвизи, борбениот дух и непокорот на нашиот народ. Денес, кога се подсетуваме на минатото, ние сме исправени и кон прашања на нашата сегашност и иднина. Почитувани гости, почитувани сограѓани, сите ние сме убедени дека иднината на Неготино е гарантирана само преку иднината на нашата држава. За иднината на Неготино важно е да го насочиме целиот наш потенцијал и разбирање во носење на правилни одлуки кои од денес, во секој иден момент,
се само импулс повеќе кон вистинското место за кое заеднички тежнееме, а тоа е Европската Унија и НАТО. Говорејќи и делувајќи локално во рамките на општината, денес можам да споделам со вас многу информации, кои воопшто не би сакале да ги слушнете, но сепак моја должност е да бидам отворен со вас, да ви информирам и за лошите и за добрите работи. Отворено говорам дека затекнавме хаотична состојба со милионски долгови. Говорам дека затекнавме заглавени и замрзнати проекти во делот на водоснабдувањето, патната инфраструктура, сообраќаен хаос, долгогодишни наталожени проблеми на граѓаните. Превземав и превземам мерки и активности кои не се посакувани, ниту популарни, но многу реални за да се решат одредени прашања. За мене, човечките ресурси се најважниот фактор за успехот на општината. Токму поради тоа, целиот овој период се обидувам во духот на тимската работа да ги промениме долгогодишните навики кои не врдувале со успех, а цената на тоа ја плаќале граѓаните. Со домачинско работење, со кратење на голем дел од трошоците, со помош од владата на Република Македонија, но и со времена наплата на собствените приходи, успеавме да ја менеджираме и лошата финансиска состојба. Како градоначалник на општина Неготино, јас заедно, лично со мојот тим, верувам во европските вредности и затоа ги користиме придобивките и од европските фондови што Европската Унија и ги нуди на Република Македонија. Проектите кои ги зацртавме во изборната програма пред една година, со сигурност во добар дел стануваат реалност. Ние сме убедени дека само со правилно искористување на европската помош нашата општина може да стане подобро место за живот. Европските средства ги насочивме во подобрување на условите на животната средина, во канализациони системи, енергетска ефикасност и заштеда, во подобрување на условите за модерно земјоделие, во рурален развој на туристички потенцијали кои ги нуди општината. Тоа се проекти кои се во тек, кои ќе продолжат во средниот период, проекти кои нудат одржлив развој пред себе. Природните услови и добрата местоположба на Неготино ни даваат уште еден импулс повеќе дека инвестиционата клима може да биде многу подобра од тоа што е денес. За тоа да се случи, важни се сигурноста и безбедноста пред се во нашата држава, па и кај нас и во Неготино. Од тука, интеграцијата кон НАТО е важниот момент кој сите ние многу скоро очекуваме да ни се случи, а со тоа инвестиционите можности стануваат наша реалност и гаранција за повисок стандард и подобар живот на секој граѓанин во нашата општина. Мојата лична посветеност како градоначалник е да ја одржувам редовна соработка со граѓаните, да го слушам нивниот глас, да соработувам со советот на општината, со институциите и сите објекти што може да дадат свој активен придонес. Настојувам и искрено сакам бизнес заедницата да биде наш постојан партнер во сите проекти за благосостојба и одржлив развој на заедницата, а пред се за отварање на нови работни места. Како градоначалник на општина Неготино и како општина остануваме и понатаму отворени на меѓународен план, но пред се отворени и за вас граѓаните, за децата, за учениците, за младите и за пензионерите. Ветувањата дадени пред една година не се само пишан збор. Зборот е збор преку конкретни дела кои ги остваруваме и кои продолжуваат да бидат наша реалност. Една година е година за доброто на граѓаните на општина Неготино. Почитувани, од моје лично име и од име на општина Неготино, примете ги уште еднаш моите искрени честитки по повод 8 ноември со желби за уште поголеми успеси, здравје и благосостојба на сите. За многу години да ни е празникот, да живее слободно Неготино.
Му благодариме на градоначалникот Делков за исцрпното излагање. Општина Неготино во периодот помеѓу двата празника во изминатата една година реализираше бројни проекти и активности, од кои дел заеднички ќе имаме можност да ги погледнеме во аудио, видео материјалот што следува во продолжение од денешната седница. И покрај сериозните финансиски потешкоти со кои се соочуваше општина Неготино во изминатиот едногодишен период реализираше бројни проекти и активности со цел за подобрување на условите за живот на сите граѓани од општината. Една од првите активности на градоначалникот Делков во делот на транспарентното работење беше одржување директни средби со жителите на руралните и урбаните местни заедници. Од овие средби произлегоа идеи и предлози за надминување на одредени состојби, од кои дел беа вметнати во годишните програми за работа на општината. Во изминатиот период градоначалникот има остварено приближно 1000 групни и индивидуални средби со граѓаните. Во изминатата една година, советниците во Советот на општина Неготино одржаа вкупно 19 седници на кои расправаа по прашања од делокругот на работата на Советот. Донесен е буџетот на општината за тековнава година, програмите за работа на општината и установите и институциите кои се под ингеренции на локалната самоуправа, урбанистичка планска документација, одлуки за идејни решенија за изградба на објекти, како и други одлуки и решенија. После долги години беа реализирани градежни работи за санација и асфалтирање на главната улица Маршал Тито во должина од 800 метри, проект вреден 6 милиони денари, со извршена замена на оштетената коловозна покривка и асфалтирање на коловозот од 7 метри на целиот потек. Во соработка со јавното претпријатие за државни патишта во изминатиот период се одвиваа градежни активности за реконструкција на улицата Индустријска, тоест обиколницата околу Неготино, која е исклучително фреквентна и на која беа неопходни зафати за зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот. Со проектот Мојот убав град на дел од главната улица се поставија 100 метални столпчиња, со што се спречи паркирањето на тој простор и се обезбеди безбедно движење на пешаците. Во делот на решавањето на долгогодишниот проблем со недостигот паркинг простор во градот, изработена е физибилити студија во која е направена анализа на инвестиционите трошоци за вршење на дејноста паркирање. На последната седница на Советот донесен е заклучок општина Неготино да основа ново јавно претпријатие за вршење на дејноста паркирање. Преку замена на постоечкиот бетонски слој се изврши санација на тротоари на улици, и тоа Борис Кидрич на површина од 230 метри квадратни, на улица Партизанска во должина од 150 метри, а финишираат работите на тротоарот на улица Маршал Тито на површина од 370 метри квадратни. На сите три локации на тротоарите беа поставени бехатон коцки. Во повеќе наврати се спроведоа активности за санирање на ударните дупки на улици во градот со поставување нов асфалт, а се изврши и санирање на постоечките решетки и шахти. Беше одбележена хоризонталната сигнализација на неколку локации, се постави вертикална сигнализација, а се изврши и одбележување на равниците на тротоарите во централното подрачје. Во неколку села со поставување на слој од 15 до 20 см гребен асфалт беа тампонирани по 1 до 2 улици, а во населените места подготвени се проекти за уредување на улици со бехатон коцки. Во Тимјаник се работи на уредување на улица во должина од 400 метри со поставување на бехатон коцки на површина од 600 метри квадратни, пошто се продолжува и во другите села. Одличната местоположба на општината и трите постоечки индустријски зони се обидуваме да ги искористиме за привлекување на домашни и странски инвеститори со кои во изминатата година беа остварени интензивни и плодни разговори. Обврска на општина Неготино е да ги обезбеди потребните услови за изградба на производствени и други капацитети и да создаде услови за купување на градежни парцели со цел непречена на тамошна изградба на истите. Градоначалникот Делков во изминатиот период оствари повеќе работни средби со меѓународни и домашни представници, меѓу кои со амбасадорот на САД Джест Бејли, францускиот амбасадор Кристијан Тимоние, првиот резидентен амбасадор на Јапонија во земјава Киико Ханеда, унгарскиот амбасадор доктор Ласло Дукс, заинтересирани бизнисмени од Словачка, Италија и други држави кои сакаат да инвестираат во општината. Во неколку наврати работни средби се остварени со председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, министерот за земјоделство Љупчо Николовски, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерот без ресор Аксел Аксметовски и други представници на извршната и законодавната власт во земјава.
Општина Неготино потпиша договор за грант преку ИПА програмата за прекогранична соработка со Грција во вредност од 315.000 евра за подобрување на енергетската ефикасност преку замена на угличното осветлување во градот и во населените места со нови штедливи светилки, подобрување на енергетската ефикасност во општинската зграда, едукативни и провативни мерки. Зафати за подобрување на енергетска ефикасност се предвидени во средното општинско училиште во износ од 86.000 евра. Тековно стручните служби вршат замена на постоечкото улично осветлување. Општина Неготино потпиша договор за грант преку ИПА програмата за прекогранична соработка со Грција во вредност од 286.000 евра за изградба на колекторот од Тиминик до Неготино во должина од 2 километри, изработка на техничка документација за довршување на колекторот во должина од 400 метри во градот и техничка документација за пречистителна станица, а планирани се и други проектни активности. Преку истиот проект во износ од 195.000 евра за комуналец планирана е набавка на возило за одбушување на канализации и јами, како и набавка на геозвучни детектори за откривање и мерење на загубите на вода за пиење. Разни едукативни и промотивни активности исто така се планирани. Во делот на подобрувањето на состојбите со вода за пиење, планирано е поставување приклучоци до водомерите кај семејствата кои живеат на 10 улици на кои е поставена нова водоводна мрежа, поставување на нова водоводна мрежа и приклучоци на нови 6 улици во Неготино. Се прават напори во соработка со соседните општини за обезбедување дополнителни 30 до 40 литри вода во секунда, а во соработка со владата на Република Македонија, Центарот за меѓународен развој и соработка од Словенија и општините Неготино, Кавадарци и Росоман за изградба на прочистителна станица за водата за пиење од Лукар. Во амбасадата на Германија во Македонија општина Неготино потпиша договор за грант на локалното комунално предпријатие за потребите на комуналеца, обезбеди агрегат за струја, машина за сечење асфалт и бетон, како и машина за одзапнување канализациона мрежа. Во урбаната зона 8, блок 1, Неготино се продолжува со изведување на градежни работи за изградба на канал во должина од 330 метри, краци на улиците 3 и 4, фекална мрежа во должина од 808 метри, атмосферска канализација од 372 метри и водовод за две улици во должина од 808 метри. Старата и руинирана зграда на ДТВ Партизан, која го наградуваше просторот во центарот на градот, е срушена и на нејзино место во моментов од страна на приватен инвеститор се одвиваат градежни работи за изградба на стамбено деловен простор и уредување на околината, со што овој дел од градот ќе добие сосема нов и модерен лик. На улица Браќа Миладинови се работи на поставување на атмосферска канализација за потребите на граѓаните кои живеат на споменатата улица и со поставување на цевки за одвод на уличните води ќе биде решен еден долгогодишен проблем. Изграден со средства од буџетот на општина Неготино во функција беше ставен новиот ловечки дом кој е со површина од 90 метри квадратни, лоциран во кругот на старата гимназија, располага со 3 простории и го користат над 200 членови на ловечкото друштво Вардар. Во селото Вешче е опремен и функционира пчелен парк, потенцијал за иден апицентар во регионот. Пчелари од Сдруженијето Неготински мед повеќе од една година бележат повеќе активности во правец на развој на пчеларството во општина Неготино. Во рамките на проектот на деинституционализација во Тимјаник во употреба беше предаден мал групен дом, во кој се сместени неколку лица со попреченост, а проектот е реализиран во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Канцеларијата на Обединетите нации во нашата држава. Со поддршка на општина Неготино преку програмата за социјална и детска заштита, во соработка со детската градинка и со дополнителна помош од програмата Општинско корисна работа поддржана од UNDP и Агенцијата за вработување, и годинава продолжуваат да функционираат 7 групи за деца од предучилишна возраст во 7 населени места. Преку истата програма, како нова иновативна услуга во делот на социјалната заштита, годинава е вклучувањето на 15 образовни асистенти за помош на 15 ученици со пречки во развојот во текот на воспитно-образовниот процес во двете основи и средното училиште во општината. Со проектот Мојот убав град на повеќе локации беше поставена урбана опрема и оплеменување на просторот на паркот на улица Фемо Колаков, во дворот на училиштето Гоце Делчев, во Пепелиште, а во рамките на овој проект се изврши хортикултурно уредување и на други делови од градот. Се спроведоа активности за раззеленување и разубавување на просторот на цела општина, санација на урбаната опрема, а се поставија 20 нови контейнери по 10 за собирање хартија и за собирање пластика и лименки.
Општина Неготино во соработка со Бюрото за регионален развој реализираше активности за набавка и монтажа на нова урбана опрема и детски реквизити, како и поправка на постоечките во 4 неготински села. Во функција е ставен и новиот детски забавен парк во Пепелиште. Подобрувањето на условите за одвивање на воспитно-образовниот процес се чувствува во двете основни средното училиште, детската градинка и во други установи. За прв пат оваа година на отворен простор на иницијатива на градоначалникот доделени се награди и признанија за најуспешните ученици од неготинските училишта и нивните ментори. Манифестација која доби позитивни критики и која ќе продолжи да се реализира и наредните години. Со нови избогатени содржини ја организиравме неделата на виното по повод празникот Свети Трифун со креирање нови производи во правец на развој на винскиот туризам во Неготино. Настанот го посетија висока владина делегација, амбасадори од неколку европски земји, голем број гости од регионот, земјава и избртимените градови. Се одржа традиционалниот матурски бал на градскиот плоштад. Најмладите сограѓани под маски продефилираа на настанот Маскенбал, а општина Неготино организираше и даде поддршка на голем број вакви и слични културно-забавни настани и манифестации. По неколку годишна пауза годинава ја организиравме и Неготинската музичка вечер како дел од програмата пред и за време на Неготинскиот панаџур. Исто како што беше дадена поддршка и на археолошките истражувања на локалитетот Градиште, во Долни Дисане пронајдено уникатно палеонтолошко откритие на остатоци од слон кој по својата старост таму живеел пред 8 милиони години. Не изостана ниту поддршката за спортистите, спортските работници и клубовите од нашата општина. Беа организирани турнири во кошарка, фудбал, отворени фудбалски школи и доделена донација на спортска опрема за најмладите спортисти, прием на учесници на државни и меѓународни надпреварувања кои оствариле забележителен успех. Општина Неготино во изминатиот период ја комплетираше во голем дел потребната техничка документација за натамошни изведбени проекти, активности со што во следниот период ќе има можност за реализација на нови инфраструктурни и други проекти. Напорите на градоначалникот Делков, Советот на општината, вработените во локалната самоуправа и останатите институции и установи се насочени во правец на подигнување на квалитетот на живење на сите граѓани на општина Неготино. Почитувани присутни, и оваа година сме почестени со присуството на делегација од збратимениот град Попово, Република Бугарија, предводена од кметот на општина Попово, доктор Јудмил Веселинов. Општина Неготино остварува плодна соработка со општина Попово повеќе од 15 години. Токму поради тоа, и денешниот ден издвоивме простор да бидат доделени две награди од фестивалот на снимателско мајсторство Златно око, кој се одржа во Попово. Имено на режисерско-снимателската екипа на филмот Со љубов, посветен на неготинскиот колекционер на олтајмери Дионис Пашлаков, во режија на нашиот сограѓанин Илија Цветковски и снимателот Драган Паковски, ќе им биде врачена плакета на општина Попово и парична награда. На овој фестивал беше награден уште еден македонски филм со наслов Без љубов, кој се закити со приза плакета и парична награда. Во продолжение, кметот на општина Попово, доктор Јудмил Веселинов, ќе се обрати и во продолжение ќе ги додели наградите. Повелете. Како што рековме, господинот Веселинов ќе додели награди, и тоа плакета на општина Попово и парична награда за филмот Со љубов, ќе ја прими режисерот на филмот Илија Цветковски. Исто така, за филмот Без љубов на снимателот Наум Доксевски се доделува приза плакета и парична награда. Го повикувам Илија Цветковски да ги прими наградите. Повелете.
делот кој следува од денешната седница ќе ги прогласиме и ќе ги доделиме наградите на носителите на наградата 8 ноември и годинашниве 8 ноемвриски признанија. Затоа ги повикувам председателот на Советот на општина Неготино господин Диме Витанов да ги прогласи, а градоначалникот на општина Неготино господинот Тони Гелков да ги додели наградата и признанијата. Повелете. Врз основа на член 79 став 1 точка 50 од статутот на општина Неготино, Советот на општина Неготино на седницата одржана на ден 31.10.2018 година ја донесе следната одлука за доделување на признание 8 ноември за 2018 година. Се доделува признание за 8 ноември 2018 година на Илија Ѓорѓиев постхумно за остварени резултати во стопанството и општествено-политичкиот живот. Илија Ѓорѓиев, кој од неодамна не е меѓу нас, е личност која со своето работење и делување има оставено длабоки траги во општествено-политичкото живење и дадено голем придонес за развојот и растежот на општина Неготино. Ѓорѓиев беше долгогодишен директор на фабриката за кабли, индустријски гигант кој успешно работеше на пазар од 20 милиони жители на поранешната држава и во кој, во најдобрите денови, екзистенција за своите семејства обезбедуваа околу 1000 работници. Како прв човек на фабриката, со финансиски средства и опрема, несебично го помагаше функционирањето и делувањето на повеќе локални институции и установи. Во подоснежниот период започнува со приватен бизнис, кој денеска успешно го водат членовите на неговото потесно семејство. Во периодот 1988-1991 година Ѓорѓиев ја извршуваше функцијата подпредседател на Општинското собрание на Неготино. Од 1998 до 2002 година беше пратеник во Републичкиот парламент и ги застапуваше интересите на граѓаните на општина Неготино. Добитник е на највисоката државна награда 11 октомври од областа на стопанството, а во својата плодна и успешна кариера има извршувано и други политички функции. Беше успешен ракометар и уште поуспешен спортски работник на локално и на државно ниво. Додека беше председател на ракометниот клуб по Вардарие, овој спортски колектив ги оствари најдобрите резултати во постоењето. Најголемиот успех е обезбедувањето пласман во европските ракометни купови, кога по Вардарие ја представуваше нашата држава на надпревар со екипата на Унфа Моссефел Бадер од Исланд, а Ѓорѓиев е прогласен за спортски работник на векот во општина Неготино. Со своите дела Илија Ѓорѓиев ќе остане запишан во историјата на постоењето на општина Неготино. Признанието ќе го прими член од семејството на Илија Ѓорѓиев. Повелете. Се доделува признание за 8 ноември 2018 година на Диме Трајковски од областа на здравството. Доктор Диме Трајковски е еден од нашите сограѓани кои со своите работни и други активности се има истакнато во различни сфери од општественото живење. Доктор Трајковски е роден во 1952 година во Неготино, каде што го завршува основното и средното образование. Дипломирал и специализирал на медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Целиот свој работен век го поминува грижејќи се за здравјето на своите сограѓани. Како истакнат хуманитарен работник, беше еден од основачите на Сдруженијето Центар за помош на лицата со ментален хендикеп Порака од Неготино. Доктор Диме Трајковски беше и пионер на карате спортот во општина Неготино. Како истакнат карате спортист, тој го формираше првиот карате клуб во нашиот град и беше 15 години активен тренер на стотици млади спортисти кои изразуваа желба да ги учат вештините на овој спорт.
Паралелно, со години доктор Трајковски беше спортски лекар на спортските екипи од Неготинска општина, а во моментов е пензионер. Го поканувам доктор Диме Трајковски да го прими признанието. Меѓутоа, и кај него членот семејството ќе го прими признанието. Поверите. Се доделува признание за 8 ноември 2018 година на Велика Димова од хуманитарната област. Велика Димова признанието по повод празникот 8 ноември го добива како хуманитарен работник, кој преку својата работа во ателјето има организирано хуманитарни активности за собирање финансиски средства за лекување на наш млад сограѓанин и остварување донации за дечиња со посебни потреби. Имено Димова е основач и собственик на ателјето Мис Креатив, креативна работилница која активно функционира веќе 2 години и со работа започна во јануари 2017 година. Во ателјето, во кое членуваат дечиња на возраст од 4 до 11 години, се изработуваат ракотворби во декупаж и витраж техника. Заедно со дечињата досега се реализирани 3 изложби, од кои 2 од хуманитарен карактер и тоа под мотото «Од децата за децата». Имено дечињата кои доаѓаат на декупаж ги донираа своите рачни изработки и преку нивна продажба се собираа финансиски средства. Првата хуманитарна акција беше за доделување новогодишни пакетчиња заедно со Центарот за социјална работа за деца со посебни потреби, и втората за собирање и донирање средства за лекување на наш млад сограѓанин. Во моментов, во ателјето Мис Креатив членуваат околу 60 деца, кои заедно со својата менторка изработуваат нови ракотворби и се подготвуваат за поставување на нова изложба. Поканувам госпоѓа Велика Димова да го прими признанието. Се доделува признание на 8 ноември 2018 година на Димитар Ѓорѓиев во областа на спортот. Златното момче од Неготинот Димитар Ѓорѓиев уште еднаш ја израдува спортската и останатата јавност со уште една нова титула, единствена која му не достигаше во богатата колекција трофеи, медали, награди и признанија. Имено трикратниот светски првак во бокс, Ѓорѓиев, за прв пат стана европски шампион, титула која ја освои на Европското првенство за сениори, што се одржа во Братислава, Словачка. Многуте откажувања, вложениот труд и напорните тренинзи се исплатија, вели Димитар, додавајќи дека во Европа е сконцентрирана кикбокс елитата и затоа 3 пати го освојувал светското, а сега за прв пат европското злато во изворедно тешка финална борба, во која нашиот кикбоксер го совлада неговиот противник Рамазан Баксанов од Русија. Ѓорѓиев јавно истакна дека оваа титула му значи многу и истата ја посвети на своето семејство и на сите кои стоеле зад него во текот на плодната и богатата кариера. Своите знаења и вештини Димитар на заинтересираните идни кикбоксери ќе им ги пренесува во неговиот кикбокс клуб, кој Ѓорѓиев го отвора во Скопје и кој се надева дека ќе стане расадник на младите спортски таленти кои ќе го следат неговиот пример и со кои ќе се гордее нашата држава, како што впрочем се гордее и со Димитар Ѓорѓиев. Поканувам Димитар Ѓорѓиев да го прими признанието. Се доделува признание 8 ноември за 2018 година на Павлинка Вајановска од областа на културата.
Магистер Павлинка Велјановска е наставник по музичко образование од 1996 година, дипломирала на Факултетот за музичка уметност, а во 2010 магистрира со највисока оценка од областа на методика на музичка настава. Добитник е на повеќе меѓународни награди. Неодамна го освои првото место на надпреварот Крев, а е добитник и на други државни награди со хорот на Основното училиште Гоце Делчев. Рецензент е на учебници по музичко образование за 5-то и 8-мо одделение, по кои учат учениците во Македонија. Има издадено трудови од областа на музичката педагогија во еминентни списанија. Учествува на меѓународни конференции со излагање на трудови од областа на педагогијата. Нејзините трудови за успешни наставни практики се издадени во повеќе каталози. Координатор е на меѓународниот проект АЦЕС, учествува на твининг меѓународни проекти, а автор е и на мюзиклот ФННБ, кој премиерно беше изведен во нашиот град. На меѓународната конференција Пријатели на образование има одржано презентации со представување на музиката од повеќе аспекти. Учествува на градски манифестации и настани. Добитник е на пофалници за особени заложби во образованието и културата во Неготино. Член е на тимот за изготвување на стратегијата за културен развој на општина Неготино, а има организирано и реализирано неколку хуманитарни настани. Меѓу другите активности кои ги спроведува во текот на работниот век, Велјановска е и автор на повеќе детски композиции изведени на детски фестивали. Ја поканувам госпоѓа Павлинка Велјановска да го прими признанието. Признанијата им се доделуваат за остварени резултати во областа на локалниот економски развој, спортот, образованието, културата, стопанството и хуманитарната дејност помеѓу двата празника 8 ноември и нивниот придонес во развојот и афирмацијата на општина Неготино. Врз основа на член 79 став 1 точка 50 од статутот на општина Неготино, Советот на општина Неготино на седницата одржана на ден 31.10.2018 година ја донесе следната одлука за доделување на награда 8 ноември за 2018 година. Се доделува наградата 8 ноември на Сретен Давидов од Неготино од областа на научно-истражувачката дејност. Наградата 8 ноември му се доделува за остварени резултати во научно-истражувачката дејност од областа на електротехниката, врз основа на неговите објавени научни трудови во меѓународни ревии со научен импакт, фактор и изработени индустријски проекти. Доктор Сретен Давидов е роден во Неготино во 1989 година. Високото образование го завршува на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје како дипломиран инженер по електротехника и информацијски технологии. Магистер инженер по електротехника станува на Универзитетот во Љубљана, а во мај оваа година на истиот универзитет ја одбранува докторската дисертација и се стекнува со звањето доктор на науки од областа на електротехниката. Вработен е како млад истражувач со звање асистент на Факултетот за електротехника при Универзитетот во Љубљана. Доктор Давидов е автор на 4 научни трудови и член на Институтот на инженери по електротехника и електроника, на СИГРЕ комитет за големи електрични системи и на ЦИРЕТ комитет за дистрибутивни електрични системи. Врши истражување на полето на локацијска оптимална поставеност на полнечката инфраструктура за електрични возила од технички, економски и социјален аспект. Имплементација на стохастични пристапи при моделирањето на влезните податоци во процесот на оптимално планирање на полначката индустрија, истражување на полето на одредување на сличноста на траекториите на движење на електричните возила и определувањето на репрезентативни траектории, образци на движење, како и други истражувања на различни полиња. Креативното решение за аерозагадувањето што доктор Давидов го нуди се електричните возила,
односно ползување на чистата енергија која не ја загадува околината. Прогласен е за најдобар млад научник во Македонија за 2017 година, а признанието му го врачи председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Поканувам Сретен Миликов да ја прими наградата 8 ноември за 2016 година. Во име на добитниците на признанија и наградата 8 ноември ќе се обрати добитникот на годинешнава награда, младиот научник доктор Сретен Давидов. Повелете. Почитуван градоначалник на општина Неготино, почитуван председател на Советот, почитувани гости, роднини и пријатели, почитувани сограѓани. Би сакал да изразам голема благодарност до градоначалникот господин Тони Делков заедно со сите останати надлежни што ми ја доделија оваа награда и што ми ја доделија оваа награда. Ова за мене лично представува доказ дека општината го цени тоа што го остварувам и е свесна за тоа дека индиректно ја представувам општината на меѓународната научна сцена. Оваа награда е верификација на научната работа која е во корист на целокупното можно знаење на човекот. Токму на тоа сум посебно горд, затоа што успевам да придонесам за унапредување и модернизирање на начинот на кој што може човекот да си дозволи да живее и затоа што можам да влијам и да направам разлика. Посебно ми значи тоа што општината со ова признание ми укажува на посебна важност и ја цени успешноста на меѓународните достигнувања на мојата научна работа. Мојата работа се состои во истражување на полето на оптималното планирање на болничката инфраструктура за електрични возила од технични, економски и социјален аспект, истражување на навиките на возачите на електрични возила со употреба на веројатностни методи за анализа на просторно-временските својства на траекториите на движење на електричните возила, одредување на сличноста на траекториите на движење и изнаоѓање на репрезентативни траектории и образци на движење, долгорочно планирање на болничката инфраструктура и помош при крајното одлучување за одредување на конечната локација за поставување на болничка станица и тип на технологија на полнење. Имплементација на стохастични методи при моделирањето на влезни податоци во процесот на оптимално планирање на болничката инфраструктура, дефиниција на квалитетна услуга на полнење, истражување на полето на батериските технологии за зачувување електрична енергија, алгоритми за ангажман на батериски системи во рамки на системите за секундарна регулација на фреквенцијата на енергетскиот систем, како и постапки за стохастична оценка на ефикасност на нови инвестиции во електроенергетската мрежа. Во контекст на мојата работа, но инженерски капацитет, сум на располагање на општината за соработка. Коментари и предлагање на одржливи решенија за кои е потребна експертиза и стручност од мојата област на делување. Би сакала да напоменам дека општина Неготино има одлична локацијска поставеност, веднаш покрај главниот коридор во земјава. Според моите анализи на веќе постоечката полничка инфраструктура од соседните држави и според образците на движење и траекториите на возилата на релација Белград-Солун и обратно, точно на местоположбата на општина Неготино каде поминува автопатот се јавува потреба за повлачка локација. Овој факт понатаму би можел да биде искористен како основа за развој на проекти од различен културен, гастрономски и друг карактер со кој би се задржувале туристите кои транзитно патуваат со електрично возило, со што би им се подобрила услугата на полнење, комфорноста и чувството на удобност. Но електромобилноста, односно електрификацијата на транспортот е глобален стратешки проблем и преминот од конвенционалните начини на транспорт кон електричниот може да се очекува да биде во времетрајање од неколку декади. Исто по принципот како што светилките на газија и свечите беа заменети постепено со електричните светилки преку обезбедување на инфраструктура на инсталации на електричната мрежа. Така и во Неготино, че почнеме да забележуваме шаренило во транспортот, од дизел возила и трактори до електрични мопеди, тротинети, велосипеди и хибридни возила.
Во иднина може да се очекува дека флотата на електрични возила се повеќе ќе се зголемува заради пониските трошоци за транспорт, односно 3 пати пониската цена на електричната енергија во споредба со нафтата, ниските трошоци за одржување и ефикасноста на електричниот мотор заради трансформација на електричната во механичка енергија. Студиите што ги помина во странство, истражувањето во последните неколку години ги сметам како вистинско животно искуство. Со самото заминување во странство се впуштив во непознатото, каде што развив нова унапредена верзија на мојата личност, каде што научив да простувам и да бидам поразбирлив. Сите овие години изгледаат како многу долго патување, со падови и качување, слично како крстарењето на еден брод, при што може да се соочи со јасни сончеви идеални услови за пловење, но исто така може да најде и на немирно време и да го забави патувањето. Сепак луѓето кои што ги запозна во овој период ми помогнаа да ги исполнам моите цели, но исто така секогаш се наоѓаа за да го збогатат мојот живот. Ова е прилика да им се заблагодарам. Најпрв би сакал да му се заблагодарам на човекот на чело на лабораторијата на електроенергетски системи и мојот ментор, професор доктор Милош Пантош, затоа што ми даде шанса да се соочам со предизвикот да го добием називот доктор на науки на 28 години и со тоа најмлад доктор на науки во областа на електроенергетиката во Македонија. Ми помогна да развијам начин на размислување со кој што можам да ги надминам сите проблеми и пречки на кои што ќе најдев. Едноставно зборовите не можам и не знам како никогаш не беа во игра. Затоа и успехот никогаш не недостасуваше. Кога бев прогласен за најдобар млад научник за 2017 година од председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов, со 5 научни труда со импакт фактор во меѓународни ревии и повеќе од 10 научно-конференцијски трудови. Би сакал да им се заблагодарам на сите мои другари и другарки кои што живеат во Македонија или во Словенија. Би сакам да ја кажам дека толку многу пати ми го имавте разобавено денот со вашето присуство и со вашата поддршка. Ви благодарам за вашата поддршка и големо разбирање. Се заблагодарувам на моето семејство, роднини и пријатели, за кои што знам дека од нив ја имам безусловната поддршка. Благодарам што ме охрабривте во мојата амбициозност за прифаќање на укажаните прилики. Нивната симпатија и поддршка во животот, особено за време на вакви моменти, ми значат многу повеќе од колку што можам да изразам. Би сакал да им се заблагодарам и сите луѓе што ги сретнат за време на мојот престој во странство, но не ги наведов. На еден или друг начин и вие придонесовте и имате значење во мојот живот. На крај би сакал да кажам дека постојат мигови кои што во нас траат вечно, не заради секевањата, туку заради доживеаните чувства кои што ни се навраќаат. Верувам и дека овој миг е таков. Ви благодарам. Уште еднаш честитки до сите добитници на признанијата и на наградата. А сега, почитувани присутни, предлагам заедно да го проследиме мини концертот на кој ќе настапат Марија Ѓошевска на пијано, дуо Грациозо и хорот при основното училиште Гоце Делчев под диригентска палка на Павлинка Велјановска. Ве поканувам заеднички да уживаме по минутите исполнети со пријатна музика.
Почитувани дами и господа, ви благодариме за вашето присуство на денешната седница.